Добро вечер, Газибава, добро вечер, победници, добро вечер и добре дојдовте денеска овде со нас да го поздравите идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето драгоцено време. И ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите оние кои што се денеска најзаслужни што ние имаме можност да стоиме пред организацијата ВМРО-ДПМН, да зборуваме за ВМРО-ДПМН, да ги браниме и презентираме политиките на ВМРО-ДПМН. Тоа се луѓето кои што не инспирира основачите и ветераните на партијата. Голем поздрав до Унијата на ветерани овдека во Газибава на ВМРО-ДПМН. Исто така, ја користам оваа прилика да ги поздравам и оние кои што доправа ќе ја водат организацијата, а организацијата е народот, така што ќе го водат и народот, нели? Или народот ќе ги води нив, се едно. Тоа се луѓето кои што се дел од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Голем поздрав и до нив. Голем поздрав до прекрасните жени, Унијата на жени на ВМРО-ДПМН овде во Газибава. Се разбира секој оној кој што ги обединува овие структури, огромен, најголем поздрав до Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН овдека во Газибава. Поздрав голем до нашите коалициони партнери, партиите кои што се дел од коалицијата за подобра Македонија. Голем поздрав до нив, добре дојдовте и ви благодарам на целата поддршка што ни ја давате во оваа кампања, во овој избор на идниот председател на Република Македонија. Поминавме илјадници километри овој период, но не само овој период, и месеците наназад. Поминавме илјадници километри ширум Република Македонија, од север до југ, од исток, запад. Поминавме многу рурални средини, многу урбани средини, села, градови. Разговаравме со илјадници наши сограѓани. Единствената работа која што секаде се слуша, единствената работа која што ги обединува нашите сограѓани е маката и тешкиот живот. Секој од нив споделува по некое лично искуство поврзано со неисполнетите ветувања на СДСМ и Зоран Заев, со нереализираните очекувања. И без исклучок луѓето се едногласни, велат, ова мора да се промени. Бидејќи се свесни дека ова мора да се промени. За време на оваа кампања, едногласно секаде се слуша широм улиците, булеварите, на плоштадите, во домовите, дека на 21. април, а потоа и на 5. мај, заеднички во најголемата коалиција, а тоа е коалицијата со народот, победува ВМРО-ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова. И тоа е известно. Нас ни е потребна голема победа. Потребен ни е голем триумф, за да можеме овие политички измамници да ги пратиме на темната страна на политичката историја во Република Македонија. А веднаш, после поразот на председателските избори, следува се знае, предвремени парламентарни избори, победа на ВМРО-ДПМН во коалиција со народот и коалицијата за подобра Македонија. Формирање на влада, а потоа макотрпна пеколна работа, бидејќи браќа и сестри, добри луѓе, треба Македонија да ја креваме од пепел. Од оваа пепел која што овие политички измамници од врхушката на СДСМ ќе ни ја остават. Затоа е потребно што поголем фронт да обединиме. Затоа што ќе ни е потребен секој еден човек во обновата на нашата татковина. Да ја вратиме
Македонија онаму каде што е местото на вистинската патека, а не на оваја понижената, омаловажената, оплячканата и криминалната. Да ги пратиме овие луѓе во минатото и да ја градиме државата од пепел. Пред некој ден, овде во центарот на главниот град, требаше да има митинг, кој што митинг беше во знак на поддршка од нашите сограѓани за Пендаровски Стево. Се претвори во едно големо фијаско, бидејќи беше полупразен, се разбира. На тој митинг Заев Зоран излезе и пред граѓаните на собраните малкумина таму, поддржувачи негови, им соопшти една вест која што не збуни сите во Македонија. Вели, јас направив патриотско дело. Го зачував идентитетот, ама не само што го зачував, туку и го зајакнав со арматура. Втор ден поред го подсетувам колку вреди идентитетот што тој наводно го зачувал и го зајакнал со арматура. Се сеќавате, не така одамна имаше гостин, премиер на нашиот јужен сосед. Зоран Заев, заедно со неговиот другар, се срамеа да слушаат дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Тој истиот кој пред 2 дена во центарот на главниот град не убедуваше дека го заштитил идентитетот и го зајакнал со арматура. Тој е истиот оној човек кој што се препелкаше и не знаеше да даде одговор на прашањето каков јазик говорат луѓето кои што се жители на северна Грција, а е различен од грчката. Се срамеше да каже дека тоа се македонци кои што говорат македонски јазик, кои што пеат македонски песни, кои што играат македонски ора. Идентитетот на Зоран Заев се урна тој бетон како кула од карти пред зградата на владата на Република Македонија. А во сето тоа соучесник и негов поддржувач е Пендаровски Стево. Зошто зборувам и за едниот и за другиот? Затоа што едниот не се срами да каже дека е 102,5% ист како Зоки. Се сеќавате на таа изјава? Тоа ви е иста паричка со лици и со опачина. Дилемата е, ќе ја поддржиме ли коалицијата, транзиционата скапа хотел коалиција? Сите оние транзициони политички криминалци кои што застанаа позади Пендаровски Стево во еден скап луксузен хотел во Скопје. Од прв до последен ги знаете сите, не треба да ги повторувам нивните имиња. Или ќе поддржиме жена, борец, заштитник на правото и правдината и бескомпромисен борец за заштита на законите и уставот. Мислам дека одлуката е веќе донесена и дека се знае одлуката. Идем председател е Гордана Силјановска-Давкова. Ајде, овие политички измамници и профитери од транзицијата, луѓе кои што донесоа многу зло на илјадници наши сограѓани, да ги пратиме една за секогаш во политичка пензија, да отвориме нова страна, страна на честита, достоинствена и вистински напредна Македонија. Не онаа која што ја замислува Пендаровски Стево и Заев Зоран. Не онаа каде што не повикуваат да чекориме напред со нив, со вреки полни украдени пари. Ние сакаме да чекориме, да, напред, затоа што ние припаѓаме таму. Ние сме биле во Европа, онаму каде што они никогаш нема да стигнат. Но ние сакаме таму да одиме достоинствени, со крената глава, со чест и почитувани од луѓето кои што се таму. Ние не сакаме, како нив,
да се откажеме од нашето минато, од нашата историја, од нашата традиција, која што како сидро не им дава чекор да мрднат. Ние сакаме и се гордееме и со нашето минато, и со нашата традиција, и со нашата историја, и тие се наше едро во кое дува силен ветер и ќе не носи вистински кон напредна иднина во Европа, а не оваква измамничка. Тие луѓе имаат проблем со себе, а сите ние во најголемата коалиција, тоа е коалицијата со народот, имаме проблем со нив. И тој проблем, браќа и сестри, добри луѓе, имаме шанса да го решиме една за секогаш на 21 април, а потоа тоа да го потврдиме и на 5 мај. Ве повикувам на 21 април и на 5 мај да излеземе заедно сите обединети, сплотени и да го поразиме овој политички измамник. Нас неправда е секаде во Македонија. Нас ни е потребна, браќа и сестри, добри луѓе, победа на правдата врз оваа неправда. Неправда е кога се колнете во жицата, во најмилото, кога се колнете во дедовината и татковината, од друга страна, кога сте во можност да си го држите зборот, тоа што сте го говореле како опозиционер, вие правите сосема спротивно. Вие тргувате и со жицата, и со идентитетот, и со сето она кое што некој ви го оставил, вие сте го наследиле. А потекнувате, замислете, од градот каде што се родиле и Пецев, и Белев, и Јарамов, и Топчев, и Костуранов. Се сеќавате на тие студенти кои што живо дале за оваа земја за да можеме ние денеска да уживаме. Но за жал, години потоа, еден нивен сограѓанин тргуваше со нешто кое што го наследил, а не се изборил ни милиметар за да го држи. Тоа е неправда. Неправда е кога на земјоделците како опозиционер им ветувате за гарантиран откуп, им ветувате поголеми субвенции, им ветувате помош во механизација, а денеска кога сте во можност, луѓето во Ресен ги сечат дрвата затоа што 1 килограм јаболка е 1 денар. И за 1 денар нема кој да го откупи. Затоа што во Кочани полни се амбарите со ориз и нема кој да го откупи. Затоа што овие во Малешевијата и Пијанец ги истураа плодовите во коритата, во реките, затоа што немаше кој да ги откупи. Исто беше и со овие од Росоман, со праските. Ги истураа по улиците затоа што немаше кој да ги откупи. Со бостанот, со зелката, со раноградинарските производи и со што ли уште не. Неправда е кога сте опозиционери и ветувате се и се што, а денеска кога можете тоа да го исполните, вие бегате од сето тоа. Но денеска го видовме овој министер за земјоделие, конечно се симна и се врати од пат од Дубај со нови патики, нели он вели таму купувал, додека земјоделците од први до први крај со крај не може да скрпат. И веднаш се фати за работа, исплати субвенции за тутунопроизводителите. И добро е. И они мислеа дека ние ќе ги критикуваме. Но ние сме поразлични од нив. Ние си го сакаме нашиот народ. Си ја сакаме нашата татковина. И затоа ќе ги поздравиме ова што го направија. Само им се чудиме на умот. Каде им е умот кога мислат дека на овој начин ќе тргуваат со гласот на тутунопроизводителите. Ги подценуваат и ги навредуваат. Господа,
од врхушката на СДСМ. Бев во Прилеп пред некој ден. Прилепчани јасно и гласно кажаа, каде што има најголем дел од тутунопроизводителите. Прилепчани и тутунопроизводителите се за правда која ќе ја победи неправдата која што за жал вие ја донесовте во Република Македонија. Неправда е кога ќе им ветувате на младите луѓе квалитетно образование, реновирани студентски домови, а денеска нашите студенти по домовите подготвуваат испити како во 19 век, во субстандардни услови. Неправда е кога ќе ветувате поголеми пензии за пензионерите, како опозиционер. А денеска тие пензии ги намалувате. Од 1 април ги намали од 400 до 700 денари. Неправда е кога ќе ветувате 100.000 денари просек плата за докторите, ќе ветувате реновирани болници, амбуланти, клиники, а денеска истите ги тргувате за пусти пари, а овие со 100.000 денари ги нема веќе во Македонија. Ги наполнија клиниките во Европа, Соединетите Американски држави и Австралија, избегаа од животот кој што пекол се претвори во Македонија. Неправда е кога играте на картата на ниски страсти, на емоцијата и на маката на луѓето, како што беше случајот со Никола Младенов, како што беше случајот со Мартин Нешковски, како што беше случајот со оние невини чеда од Смилковско. А денеска, предпоставувам, кога имате можност, никаде ве нема, не ни знаете како живеат тие семејства. Не сте ги ни прашале како им е денот претворен во пекол, затоа што од вашите неисполнети ветувања останаа разочарани. И можам да редам многу неправди. Нема ред, нема број колку се тие неправди. Но затоа ни е потребно да се обединиме. Потребно ни е на 21 април масовно да излеземе и да гласаме за една огромна, голема победа за Гордана Силјановска-Давкова. Знам дека можеби и ние, како политичка опција во минатото сме имале грешки. И јас сум подготвен, како председател на ВМРО-ДПМН, за сите тие грешки да ги прифатам на себе и да кажам се извинувам човек што работи и греши. Човечки е да погрешиш, човечки е да побараш прошка. И немам срам од сето тоа. Но истовремено, подготвен сум да понудам решенија за тие грешки. Но и заедно со вас, да ја градиме Македонија во иднина, да се развива како вистинска држава, како држава која што ќе нуди можности подеднакви за сите граѓани, а ќе напредуваат исклучиво според компетенциите. И истовремено, да замолам за поддршка, не се срамам да замолам за поддршка, да не поддржите, за да можеме да докажеме дека можеме повеќе и можеме подобро. И дека граѓаните во оваа држава, без разлика на нивниот етникум, заслужуваат подобра иднина. И не го зборувам ова како политичар, кон кој има предрасуди. Туку го зборувам како човек еден од вас, затоа што ВМРО-ДПМН е партија од народот. И ВМРО-ДПМН мора да остане заедно со народот. Секогаш кога ВМРО-ДПМН е во минатото, малку се одвоил од народот и го кажал одговорот. Овој пат ви ветувам дека ние остануваме со народот, помеѓу народот и од народот ќе црпиме енергијата и идеите како ќе функционира идната влада на Република Македонија. Не прашуваат кој е околу Гордана Силјановска, околу Христијан, тезите што им ги прави, кој ги води политиките. Подговорот едноставен, еве овие луѓе, народот. Тие се тие кои што ги подготвуваат нашите тези, овие луѓе. Немаме причина
ниту да се криеме, нити од нешто да се срамиме. Затоа, браќи и сестри, добри луѓе, ја користам оваа можност да им се обратам на сите оние кои што се дел од јавната администрација, дел од општинската администрација, да ги замолам. Свесен сум за притисокот кој што го трпите, за сите уцени, за сите закани од страна на малкумина слуги на врхушката на СДСМ и Зоран Заев. Но ве молам, поддржете не да се обединиме околу идниот председател на Републиката, Гордана Силјановска-Давкова, затоа што на колена се, недели се во прашање кога ќе одговараат од прв до последен за сите овие притисоци, закани, уцени и за сиот криминал кој што го направија. Истовремено, сакам да упатам барање и молба до оние честити, честни луѓе земјоделци, чија што рака секогаш со искрена почит ја стегам. Знам дека и вас на одреден начин ве уценуваат со субвенции, со други работи, со исплата. Но и вас ве молам да се обедините околу идниот председател, околу Гордана. Застанете со нас рамо до рамо, готови се. Завршена е песната со нив. Денови се во прашање, застанете со нас да ги победиме и конечно да расчистиме со овие транзициони криминални политичари. Сакам и до младите, до нашите студенти. Јас сум професор, идниот председател е универзитетски професор. Сакам и до нив да се обратам. Ние знаеме, сочувствуваме со вас, ги знаеме вашите маки, вашите проблеми, живееме заедно во клупите на универзитетот. Знаеме за сите оние лаги, за сите оние неисполнети ветувања. Сето тоа ни е јасно. Застанете позади професорката која што со години наназад, вие, студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи, ја избравте за најинспиративниот професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Застанете позади Гордана. Застанете да ја поддржиме Гордана за председател на државата. Сакам и до оние бизнисмени, предприемачи, луѓето кои што се борат од први до први да обезбедат плата за вработените. Знам дека и вас ве уценуваат со сите инспекции на светот кои што им се на располагање. Знам и за политичкиот арач кој што најчесто се исплаќа во Југоисточна Македонија во еден ресторан. Се ми е јасно, луѓето тоа го кажуваат, се плашат јавно да зборуваат. Знам. Но ве молам, одважете се. Ајде да ја отвориме вратата кон нови предвремени парламентарни избори. Со победа на председателските, таа врата ќе биде подотворена и ќе дојде една нова влада, влада која што ќе се грижи за вас, влада која што ќе обезбеди структурни реформи, поголем профит за вас и повеќе нови отворени работни места. Сакам и да се обратам и до оние кои што порано имале причина да бидат против ВМРО-ДПМН и ги поддржувале политиките на овие политички измамници од врхушката на СДСМ. Ветуваа се и сешто. Ветуваа дека ќе донесат правда, дека ќе донесат мир. Ветуваа живот. Но гледате, живот дојде само за семејствата блиски до нив. Знам дека сте разочарани. И знам дека нема да ја поддржите повеќе никогаш врхушката на СДСМ и Зоран Заев. Но ве молам, одважете се. Застанете позади Гордана Силјановска-Давкова, жената која што има тим, која што знае како да го врати владењето на правото и правната држава во Република Македонија, која што знае какви реформи се потребни во судството и обвинителството, кои што ќе гарантираат владење на право и правна држава.
Тоа што денеска на овие политички измамници им е непозната именка. Тоа што денеска во Македонија го нема. Тоа ни е потребно за да има повеќе инвестиции, за да има повеќе пари во буџетот за плати, за субвенции, за студентски кредити, за реновирани болници, училишта и градинки. Од тука се трга, сето друго е лага. Затоа, да се обединиме сите, браќа и сестри, добри луѓе, да се бориме, да застанеме цврсто на нозе и да се бориме за нашиот сон за Македонија, сонот за честита и просперитетна татковина. Затоа што тој сон е голем, толку повеќе ние ќе имаме и предизвици и искушенија во таа наша борба. Но ние мора да се бориме за да победиме. А на крај нема да победат ниту побројните, ниту помоќните. Туку ќе победат мотивираните и храбрите. А секаде ова го велам, ќе го признаам од срце и овде во Газибаба. Денеска вечер во Маџари во Газибаба имаше победници, мотивирани и храбри луѓе, подготвени да победат на 21. април, а потоа и на 5. мај. Пред зората е најтемно, но изгрева новата зора на слободата и носи правда во Македонија. Да ни е живо и здрава Македонија, да ни е живо и здраво вековито ВМРО ДПМН, да ни е вековита Газибаба и срекни луѓе во Газибаба. Ви благодарам од срце.